Денеска во рубриката Топлинска изолација на вашиот дом ќе говориме за топлинската изолација на надворешните фасадни ѕидови, со оглед на тоа што најголемата површина од еден објект зафаќа токму овие ѕидови. Првото прашање за нашиот стручен соработник Петар Николовски би било како треба да изгледа фасадниот ѕид за да овозможи задоволителна топлинска изолација. Точно е дека топлинската изолација на надворешните фасадни ѕидови игра доминантна улога во поглед на заштеда на топлинската енергија. Меѓутоа не може да се даде рецепт како треба да изгледа еден надворешен ѕид со правилна топлинска изолација. Ова зависи од многу елементи, пред се од намена на објектот, од климатското подрачје на објектот кај што се наоѓа, од архитектонската замисла, изгледот на фасадите. Понатаму зависи од финансиската можност на инвеститорот и уште неколку вака елементи од кои ќе зависи состав на тој ЗИД. Меѓутоа, јас би предложил да видиме кај нас во Македонија кои се најчесто употребувани типови на надворешни ѕидови со топлинска изолација. ѕид од шуплива блок тула, без топлинска изолација, од двете страни е малтерисан со обичен малтер. Решение кое за среќа денес многу ретко се применува и треба да го заборавиме, како многу лошо. Следи ѕид со топлинска изолација подставена од внатрешна страна на просториите. Гледаме дека изолацијата, она е прикажана со жолта боја, не е континуирана, прекината е со меѓукатните конструкции. Ова е кај нас денес најмногу експлоатиран фасаден ЗИД, така наречен сендвич ЗИД, бидејќи топлинската изолација се наоѓа во сендвич помеѓу два паралелни ѕида. И овде изолацијата е прекината кај гредите и серклажите на меѓукатните конструкции, но исто така и кај бетонскиот либажен слој во средина, кој е задолжителен од статички и сеизмички прописи. Гледаме ЗИД со топлинска изолација поставена однадвор. Изолацијата е континуирана и комплетно ги штити сите конструктивни елементи на ѕидот. Во градежно-физички поглед, овој ЗИД представува исправно решение. И најпосле, ЗИД од хомоген материјал, кој покрај статичка улога има и одредени топлинско-изолациони својства. Кај нас обично тоа се блокови од пенобетон, познати по трговско име Сипорекс. Но и овде е присутен проблемот со армирано-бетонски греди на ниво на меѓукатните конструкции кои остануваат неизолирани. Споменавте прекината и континуирана изолација. Јас би ве прашала дали ако има прекин во изолацијата, да речеме од 10 на 20 сантиметри, толку многу би значело тоа во топлинските загуби? Не значи многу, меѓутоа има друг еден негативен момент прекинот на изолацијата. Тоа е така наречен топлински мост, кај што не е многу значајно дали ќе имаме зголемени топлински загуби, меѓутоа значајно е дека на тие места доваѓа до енормно ладење на површините на самата конструкција, а тоа се зони кај што се појавува кондензација, а секогаш кондензацијата е пратена со појава на мувла која е многу штетна по здравјето на луѓето. Предлагам да погледаме ја анатомијата на еден топлински мост. За илустрација ќе разгледаме еден сендвич ЗИД каде топлинската изолација, а тоа е слојот со жолта боја, е прекината кај гредата од меѓукатната конструкција и кај малиот бетонски серклаж кој ги поврзува двата ЗИДа. Бетонот многу добро ја спроведува топлината и гледаме дека топлинските протоци на овие неизолирани делови се интензивни. Како последица на ова, површинските температури од внатрешната страна на ЗИДот и таванот се значително пониски во однос на останатите делови каде постои топлинска изолација. Изотермите прикажуваат зони со иста температура, при што боите кон синиот дел од спектарот значат пониски, а кон црвениот повисоки температури. Во конкретниот случај, од жолтата боја кон зелената и понатаму, површинските температури се под 10 степени Целзиусови. Овие делови се познати како топлински мостови со сите негативни ефекти кои ги носат.
Имено, кај нив е створен услов за појава на кондензација на влага, која во поголем или во помал процент секогаш е присутна во просториите во кои престојуваме. Денеска говоревме за тоа какви се видови на фасадни ѕидови има, кои што се користат пред се кај нас во градежништвото, и доколку сте заинтересирани за нешто од темата топлинска изолација на вашиот дом, како и секоја емисија, така и денес ќе ве потсетиме дека можете да ни пишувате на адреса Бујото Маркетинг М, улица Иво Лола Рибар, 39-3-3-1 и да го оставите вашиот телефон за контакт, така што можеби во некоја следна емисија ќе го добиете одговорот на вашето прашање.